Споменавте дека знаете за која странска служба, дека знаат органите која странска служба е во прашање. Ние и претходно имавме ваков случај шпион, каде луѓе беа осудени за соработка со унгарски и грчки тајни служби. Сега имаме друга тајна служба. Секаде во свет каде што има вакви случаи, дипломатите се продаруваат од земјите. Што ќе се случи овде? По завршувањето на судската постапка ќе се донесат одлуки дали нешто треба да се случи во тој правец. Но шпион заврши, а ништо еден по еден, може ќе има, може. На целосната на сите обвинети. Дали има кривична пријава поднесено против таа странска служба? Деновиве можеби. Ништо повеќе од она што го кажав поврзано со тоа во овој момент не можам да го објавам. А имате ли Го објавив само тоа што во овој момент можам да го објавам. Благодарам. мотивот за предавање на материјалите на странската служба? Кој би бил мотивот за Заев и за неговите соработници да ги предаваат тие материјали? На дел од соработниците, како што преходно кажав, мотивот е парична награда. Боја на еден. Извина. Дека некоја странска служба со помош на некои соработници овде имало прислушување. Самиот факт укажувате дека имало прислушување. И институциите нас не заштитиле како граѓани. Дали вие мислите дека овој факт не е доволен министерот, вие било кој друг да поднесе оставка? Практично вие не сте ја завршиле вашата работа. Сте дозволиле на некој, еве да ја прифатам вашата теза, сте дозволиле некој да прислушува македонски граѓани. Мислам дека одговорив на тоа прашање, а во одговорот меѓу другото се содржаа две работи. Дека вакви случаи со вакви предизвици се соочуваат многу служби во светот, дури и најсилните и најмокните. И дека она што е важно во овој случај е дека сторителите се фатени и се наоѓаат во притвор, а еден од нив денеска, како што чувме, и веќе осуден. Повелете А1. Премиере, рековте дека Зоран Заев бил под посебни истражни мерки во моментот кога ве уценувал и барал од вас работи кои не се прифатливи за вас. Како протекоа видеата во јавност, знаејќи дека тоа е кривично дело? Може би ли некој од вашиот кабинет ги дал на медиумите да ги објават? Бидејќи сепак е кривично дело на излегување на материјали кои се под примерки. Тоа е нешто што истражните органи треба да го истражат и да го утврдат. Господин Груевски, значи од телевизија РНК. Сепак е мора господин Заев да се помачи на избори со проекти, со идеи, со дела и со памет да ги добие изборите. Со сила и на ваков начин не се добиваат избори. Да, тврдивте дека има снимања или прислушкувања во Македонија од странски служби. И еве ќе ја прифатиме вашата идеја и теза. Но во тие прислушкувања слушаме каде што условно, како што вика нели од опозицијавите, од тоа што слушаме дека има местење на судски случаи од новинари, но и од власта, местење на суди во функции, исто така од министри и така натаму, но и се зборува за повеќе нели условно да кажеме криминал. За тоа дали некој треба да сноси одговорност, дали треба да одговара или пошто вие тоа прашање одговори. Во моето излагање има одговор. Викате дека да, прислушани сме од странски служби, ама не се довели тие бидејќи можеби ево монтирале гласови или како појасно да кажам тоа. За тоа дали треба да се сноси одговорност. Благодарам на прашањето. За тоа на тоа прашање одговорив и кажав дека веродостојноста на снимките кои што се пуштија нема да ја коментирам и дека таа треба да се утврдува низ постапката која следува. Премиере, дали значи имаме вработен во МВР кој ја злоупотребил опремата и положбата и прислушувал граѓани. Имаме излегување на материјали од истрагата, видеоснимки од Бошковски, видеоснимки од вашата средба со Заев. Дали ова значи дека ни пропаднал целиот безбедносен и правен систем и дали од денеска натаму секој ќе може на ист начин да не прислушува и сите докази од некоја истрага да ја излегуваат во јавност. Дали буквално немаме безбедносен систем? На тоа прашање одговорив пред малку. Две особи да прислушуваат континуитет 4 години на 20.000 граѓани, тоа никој да не го примети. И како може да нема никој друг одговорност освен овие две лица кои што велите дека се нели обвинети, едниот осуден? Ние за сега немаме таква информација, освен она што го говори Заев, дека се прислушкувани над 20.000 граѓани. Значи, бројката е креирана и кажана само од Зоран Заев. За такво нешто не постои ни еден веродостоен податок. Од оние информации што ги имам од МВР, а тие ги прибавиле од комуникациите со обвинителството,
Информациите се дека прислушкувани се главно политички и други јавни личности. А тие сигурно не се 20.000. Телма? Премиере, дали се чувствувате загрозена после сите овие прислушувања? Да, секако. Али Повелете. рековте дека веродостојноста на разговорите ќе се докажува во судскиот процес. Како после сите тие разговори граѓаните што ги слушнаат да му веруваат на транспарентност на судството? Не ве разбрав? Рековте дека веродостојноста на снимените разговори ќе се докажува во судскиот процес кој ќе биде транспарентен. Како после сето тоа што граѓаните го слушнаат да веруваат дека може да постои транспарентен судски процес? Ќе видиме што тоа е точно, што не. Господине Груевски, Хан се сретна со вас практично екстериторијално во резиденцијата, не дојде кај вас во кабинетот. Јункер ја откаже средбата. Сме или не сме политички изолирани? Како Со господин Хан имавме двочасовен ручек, затоа што господин Хан сакаше подолго време да посветиме да посвети во разговор со мене и во размена на информации. И изборот беше ручекот да биде во амбасадата на Европската унија, Европската мисија. За Јункер одговоривме со соопштение, тоа е тоа. Повелете, да не се повторувам. Премиере, во кое својство овде се јавувате? Минатиот пат најавивте транспарентна судска постапка, овој пат повторно излегувате со детали од истрагата, излегувате фактички како портпарол на МВР. Каде е министерката Јанкуловска и зошто вие излегувате да ни ги соопштите овие? Затоа што така одлучив. Јас да ги соопштам. Министерката Јанкуловска не се чувства повикана исто да излезе во јавност и да образложи бејќи сепак. Министерката ќе излезе тогаш кога ќе процени дека треба да излезе и кога заеднички ќе го процениме тоа. Повелете, господи Особено што министерката бара, например, нарачува материјали од тоа што го слушаме, например. Ќе видиме кој нарачува и што нарачува. Насели имате вие прашање, дигавте рака? Повелете. Во интерес на истрагата не можам да соопштам ништо поврзано со тоа. Не можам да соопштам ништо во врска со тоа. Повелете, господи, последно прашање. Кој е мотивот уствари на странски служби да прислушкуваат стотици граѓани на Македонија и како требало да биде тој извршен тој државен удар? Кој е мотивот, знае најдобро странската служба. Таа си има некој свој мотив и за тоа требало да мисли Зоран Заев кога донел одлука нивните материјали да ги презентира во јавност. И се ставил на нивно располагање. Го сомничите за пуч, а одземен му е пасошот. Мислите дека тоа е професионално на човек кој што е осумничен за пуч вршење врз една држава да му е одземен само пасошот? Јас многу прецизно кажав зашто тој се сомничи во мојата преходна пресконференција. Отворете ја ќе видите.